Делови од Скопска Црна Гора се прогласени за ерозивни подрачја и подрачја загрузени од ерозија. Две нивоа кои означуваат дека постои трошење на земјата во овој предел. Како најкритични, експертите ги посочуваат селата Раштак, Булачани, Црешево, Страчинци и Брњерци, а има и опасни водотеци кои исто така доведуваат до водна ерозија. Според истражувањата на тим од професори од Шумарскиот факултет, вкупната површина на ерозивно подрачје во оваа општина е околу 3500 хектари. Токму затоа, општина Газибава заедно со Центарот за развој на Скопски плански регион ќе работат за разрешување на проблемите со порујните води на Скопска Црна Гора. Приоритетно, како што информира градоначалникот Борис Георгиевски, ќе биде расчистувањето на речните корита. Експертите заедно со нас кои што ја донесовме одлуката во месец април за прогласување на Скопска Црна Гора како можен потенцијал за ерозивните причини и ризици од идните поплави, преземавме план за комплетно расчистување на соводелиците, речните корита кои што во моментот представуваат најголем проблем кој што може да не се случи уште утре. Проточноста на самите речни корита, големата вегетација, неичистеност, исто така и неможноста на каскадните брани да ги прими големите поројни свечилишта, представуваат наш предизвик. Заедно со Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, веќе отпочнавме да го санираме Страчинската река и дрезга, кои што беа потенцијали, заедно со Брњерци, Виниче, Црешево, Булачани и Раштак, како една од населените места кои што гравитираат према Скопска Црна Гора. Со заеднички средства на општината и на Министерството за животна средина ќе се изработи студија преку која ќе се мапираат проблемите за ефикасно да бидат решени. Планирано е пошумување на подрачјето на Скопска Црна Гора во соработка со јавното претпријатие Македонски шуми и Министерството за животна средина и земјоделие, како и изградба на одводен канал под северната обиколница. Акциониот план предвидува покрај она што представува уредувањето на речните корита, сливови и соводолици, изградба на уште еден дополнително нов ободен канал, кој што сите овие реки и порои кои што завршуваат од падините на Скопска Црна Гора да биде над северната заобиколница. Средствата за негово изведово техничко решение ги обезбедивме заедно со Министерството за животна средина во висина од 700.000 денара, 200.000 денара се од општина Газибава, така да техничкото решение ќе го имаме каде што предвидува од Рашкиот дел па се до Брњерци, каде што е потенцирано дека постои ризик да над северната заобиколница постои нов ободен канал кој што ќе ги собира сите водотоци и реки и на тој начин овозможи нормален пристап на таа вода, а од друга страна да не биде истата тој проблем со 6 август 2016 година кога автопатот или северната заобиколница беше ободен канал. Ова се долгорочни решенија заедно со градот Скопје, со Министерството, со владата на Република Македонија, општина Газибава води сметка како тоа долгорочно да го реши. Целта е преку овој долгорочен проект да се спречи водната ерозија во овој регион и никогаш да не се дозволи да се повтори катастрофалната поројна поплава која се случи во август 2016 година, во која најзастигнати беа токму овие села во подножјето на Скопска Црна Гора.